Стотина земјоделски семејства претрпеа огромни штети во два наврата кога силно невреме ги зафати општините Василево, Босилово и Струмица. Силниот град на почетокот на мај им донесе десетици илјади евра штета на земјоделците од Пиперево. Тие сведочеа дека градот бил со големина на плотот Орев. Зелкано отворено им уштетено, 100% уштетено. Јас бех на лице место тамука, таков град до сега 60 години сум не е бил до сега. Значи, као удари, лом стана всичко. До сега такво нешто не е било. Најломо, тавано шо дупло најломо, натра преку него, од гора преку дупло најлом, френката уштетена, доле подземната има и френка. Најново уштета од најломто, сукин, од градушката, зелката. И се што е на отворено? И се што е на отворено, се е уштетено. Нема ништо здраво. 20.000 евра сме уштетени. Може и повеќе, ама груба проценка 20.000 евра лично. И јас сум толку уштетен. За 10 минути. Има и на доматото, најломо е уштетено, има и домати уштетено, зелкано отворено и това е се уштетено. Штетата е голема. Комисијата за проценка на штети на општина Василево посети голем дел од земјоделците главно од населените места Пирево и Василево, кои пријавија штети по невремето што се случи пред еден месец. По комплетирањето на извештајот, преку советот на општината ќе се испрати до владата. Земјоделците се надеваат дека ќе добијат помош за големите загуби. Пред 4 дена штети претрпеа и земјоделците од Муртино, Босилово и Еднокуќево. Кај нив поголеми штети направи ветрот и дождот, отколку градот. Уништени се главно конструкциите и најлонските фолии, но има и залеани површини каде насадите ќе изгнијат од премногу вода. И фолиите најново уништи. И поплавени се и со кршена и пепеаро всичко. Това е катастрофа. Само да не штета нешто на најломо, иначе на производството толку и нема, што е маленкичко, не е толку развиено, кажи го, нема нешто, ќе се извлече он сега со тек на сонцето, ама за желјаста и за најломо, да, има нешто, скинно нешто, пор откриено така и ќе се покрива на ново и се работа. Градоначалникот Костадинов објави дека во Струмица веќе е формирана комисијата за проценка на штети. Земјоделците ќе треба со имотните листови да се пријавуваат во општината, а потоа комисиите ќе излегуваат на терен.